Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе ги проучиме првите 7 стихови од глава 16 од Евангелието според Јован. По претходните неколку проучувања ја обработувавме глава 15 од ова Евангелие и за жал немавме време да му посветиме повеќе внимание на тој текст. Би сакал да можевме да го проучуваме ова Евангелие подетално, бидејќи сметам дека е една од најдлабоките и најбогатите книги во Светото Писмо. Да ве потсетам на контекстот по кој се случија настаните за кои ќе размислуваме. Исус беше во горната соба со учениците и таму ја воспостави причеста. Потоа излегува од собата и додека беа надвор, тој зборуваше за споредбата со Лозарот, лозата и прачките. Во следната глава е запишана молитвата која Исус ја упати кон таткото, но ја кажа на таков начин што и апостолите можеа да го слушнат зашто се моли. Господ Исус се уште се моли и застапува за своите следбеници, бидејќи тој е нашиот величествен посредник. Покрај другото, во глава 15 Исус вели дека оние кои се негови треба да се сакаат едни со други, бидејќи самиот тој прв ги засака. Мислам дека од тие зборови можеме да научиме две важни нешта. Прво, учиме дека љубовта која треба да ја имаме едни кон други не може да дојде од нас самите, туку потребно ни е неговото дејствување во нас. Второ, учиме дека без таа меѓусебна љубов, црквата никогаш нема да биде привлечна за светот. Не само што црквата не е привлечна за светот, туку нема да биде привлечна и за другите христијани. За жал, реалноста е дека во црквата верниците многу често се критикуваат и судат едни со други. Навистина е тешко верниците да се сакаат едни со други. Но Господ Исус многу јасно кажа дека токму таа е одликата по која можат да се препознаат оние кои се негови. Не само тоа, туку Исус им кажа на учениците дека треба да бидат свесни и за омразата која светот ја има кон нив. Тоа е едно од последните нешта за кои зборува во глава 15. Во еден дел од главата, Исус зборува за тоа кои се нашите пријатели, а потоа не подсетува на реалноста дека имаме и непријатели. Наши непријатели се оние кои го мразат Христос, а не мразат и нас, бидејќи се поистоветуваме со Него. Сакам да ве подсетам на неговата изјава, која е запишена во стих 22, а минатиот пат на брзина ја прокоментирав. Слушнете што вели. Да не бев дошол и да не им бев зборувал, греф немаше да имаат. Но сега тие немаат изговор за својот греф. Ова е навистина извонредна изјава. Исус рече дека ако не дојдеше, светот немаше да има греф. Што значи тоа? Дали значи дека луѓето беа многу морално добри и дека без неговите поуки и проповеди немаше да се соочат со реалноста на гревот? Не, поентата е друга. Тоа што Исус сака да го каже е дека пред да дојде, луѓето секако живееја во грев. Но кога тој дојде на овој свет, луѓето го отфрлија како Господ и Спасител. Сите нивни претходни гревови беа како ништо во споредба со фактот дека тие го отфрлија. Токму затоа беше подобро за нив да не го видат или слушнат. Кога работев како пастор, откако ќе завршев со проповедање, на присутните често им велев: ако го отфрлите Исус Христос, сакам да знаете дека тоа е по ваша вина. Јас го сторив своето и ви кажав дека може да ве спаси. Затоа немате изговор. Не сакав да им набивам вина на луѓето, но сакав да знаат дека слушањето на Евангелието е привилегија, а и одговорност. Сметам дека како што има неколку нивоа на награди во рајот, така ќе има и неколку нивоа на казни во пеколот. Според мене, најтешко ќе бидат казнати оние грешници кои ја направија грешката на Јуда Искариот, кој неколку години беше во присуството на Исус, ги слушаше неговите поуки, но сепак му го сврте грбот. Затоа, ако помеѓу вас има некој кој ја слуша оваа поука, а сепак не сака да поверува во Исус Христос, сакам да знаете дека од денес јас сум ваш непријател, бидејќи ви кажав за него, и со тоа вие веќе немате изговор за вашата непослушност. Како што ќе видиме при проучувањето на глава 16, најголемиот грев кој може да го направи еден човек е да го отфрли Господ Исус Христос. Ниту еден грев не може да се спореди со тоа.
Дозволете ми да го кажам тоа поинаку. Ово сум го спомнал повеќе пати, но ќе го повторам бидејќи е важно. Има луѓе кои сакаат да дебатираат за спасението на народите и за оние кои никогаш не слушнале за Господ Исус Христос. Нивното прашање е, дали тие кои не слушнале се духовно изгубени? Едноставниот одговор на тоа прашање е, да, изгубени се. Тие луѓе се изгубени бидејќи се грешници, а не бидејќи го отфрлиле Христос. Но сакам да знаете уште нешто. Мислам дека е подобро човек да биде дел од племе во некоја африканска џунгла, каде што никогаш не се проповедало Евангелието, отколку да биде дел од народ кој се нарекува христијански, а сепак да не верува во Господ Исус Христос. Неверата во него е најголемиот грев кој некој може да го направи. Тоа е значењето на Исусовите зборови, кои ги прочитавме пред малку. Тој ни кажа кои се најголемите грешници во Божите очи. За жал, такви луѓе има и во црквата. Ке започнеме со проучување на глава 16. Слушнете што пишува во првите неколку стихови. Ова ви го кажав, за да не се соблазните. Ке ви исклучуваат од синагогите, па уште и ќе настапи време кога секој што ќе ве убие, ќе мисли дека на Бога му принесува служба. Тоа ќе го прават, зашто не го познаа Отецот, ниту мене. Застанав со читање кај третиот стих, бидејќи зборовите кои ги прочитавме се од големо значење и сметам дека треба да навлеземе подлабоко во нив. Овие зборови се однесуваат на омразата што ја има светот кон христијаните. Тоа што Исус го вели е многу интересно. Ова ви го кажав. А тоа се однесува на нештата запишани во глава 15, за да не се соблазните. Генерално гледано, сите основачи на религии им кажувале на своите следбеници дека религијата, која ја започнуваат, има светла иднина и оние кои се подчинуваат на неа, ќе имаат прекрасни придобивки. Тоа се ветувањата на голем број религии застапени во светот. Никој од основачите на поголемите религии не им кажал на своите следбеници дека ќе имаат непријатности, проблеми, страдања и некакво жртвување. Забележете колку е поинаков Господ Исус. Да, вистина е дека во глава 14 стои запишано дека неговите следбеници имаат славна иднина. Кога ќе отидам и ќе ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас кај себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Но, од друга страна, тој им кажа на слушателите дека доколку сакаат да го следат, ќе мора да остават се зад себе. Исто така им рече, лисиците имаат легла и птиците небески гнезда, а синот човечки нема каде глава да заслони. Покрај тоа, Исус им кажа на оние кои го следат дека треба да го земат својот крст, не неговиот, туку својот, и да тргнат по него. Ако сме подготвени да страдаме со него, тој ни ветува дека ќе дојде ден и кога ќе владееме со него. Додека беше на земјата, Исус беше презрен. Не само презрен, туку и отфрлен. Беше човек на таги, некој кој знаеше што значи да се страда. На учениците им кажа дека ќе бидат во светот, но нема да бидат од светот. Светот ги мрази неговите ученици, бидејќи го мрази него. Тоа ни е многу јасно кажано. Исус им кажа на учениците дека нема да им биде лесно во светот. И покрај тоа, денес има многу цркви кои не само што се прифатени од светот, туку и се фалат со тоа што светот ги сака. Мислат дека, ако светот ги прифати, ќе можат да го придобијат за Христос. Се разбира, тоа нема да се случи. Начинот на кој црквата станува прифатлива за светот е преку компромис. Црквата може да користи различни средства, за да му се додворува на светот. Во некои цркви музиката е слична како онаа во светот, а водачите велат дека тоа е добар начин да се привлечат нови луѓе и да се придобијат за Христос. Од каде им е идејата дека можат да го придобијат светот? Патем, не зборувам за либералните цркви. Тие одамна го напуштија вистинскиот пат. Трагичната реалност е што овие компромиси ги прават и дел од оние цркви кои беа конзервативни, притоа лажејки се дека тоа ќе им помогне да го освојат светот за Христос. Во дел од конзервативните цркви има луѓе кои можат да се опишат како непријатели на Светото писмо. Тие не ја порекнуваат важноста на Библијата. Не би се осудиле да го направат тоа. Но го напаѓаат Божиот збор со тоа што ги напаѓаат проповедниците кои ги поучуваат од Божиот збор.
За жал, во некои цркви постојат луѓе кои имаат некаква водечка позиција во духовната заедница, но сакаат да контролираат се што се случува, да ги контролираат активностите, да го контролираат пасторот и слично. Таквите се често духовно мртви личности кои сакаат да ја водат црквата, но не се подготвени за тоа. Може би имаат некакви организацијски способности, но немаат доволно познавање на Божиот збор и токму затоа сите нивни обиди да помогнат завршуваат со некаква штета во црквата. Ако стоите на страната на Божиот збор, сигурно ќе имате непријатели. Тоа можам да ви го гарантирам со сигурност. Ќе има луѓе кои ќе ве напаѓаат вас лично. Во однос на ова прашање, сакам да знаете дека за вас ќе биде многу подобро да одите на богослужение во црква каде се проповеда Библијата, макар и таа заедница да е мала, отколку да одите во големи заедници каде нема добри и библиски проповеди. Ако најдете заедница во која се проповеда изворната христијанска вера, поддржете ја, бидејќи таквите цркви се реткост во денешницата. Сум слушнал за голем број служители кои ја напуштиле службата поради различни причини. Пред некое време дознав за проповедник кој ја напуштил својата работа за да продава половни автомобили. Кога го прашале зошто го сторил тоа, тој одговорил: подобро да се занимавам со половни автомобили, отколку со половни христијани. Тоа е навистина трагично. Исто така слушнав и за една заедница во која неколку проповедници си отишле оттаму, бидејќи еден од ѓаконите се однесувал многу лошо кон нив. Сакам да ви кажам дека ако стоите на страната на Божиот збор, некогаш ќе се случи и во црквата да има луѓе кои ќе ви се противат. Генерално гледано, ние христијаните очекуваме дека светот ќе не мрази, но навистина сме изненадени кога тоа се случува и во црквата. Пак ќе го прочитам првиот стих. Исус рече: ова ви го кажав за да не се соблазните. Зборот кој е преведен како соблазните е грчкиот збор скандализо, што буквално значи скандализира. Со други зборови, уште пред да се случат тие нешта, Исус ги предупреди учениците и ја зацврсти нивната вера, за да бидат подготвени. Со оглед на тоа што ги сакаше, Исус им каже дека ќе минат низ неволји, но им каже и дека тој ќе биде со нив во се. Патем, кога станува збор за предупредувањето кое Исус им го даде на учениците, за да не се соблазните, сакам да знаете дека не е можно да го минеме цел живот без да се соблазниме. Уште истата вечер, Исус им каже на учениците дека ќе бидат соблазнети, а тоа е запишано во Евангелието според Матеј. Кога им вели за да не се соблазните, тој всушност сака да им каже што ги чека, а не дека никогаш нема да се соблазнат. Исус знаеше дека апостолот Петар ќе се откаже од него, но сепак му прости и не го отфрли. Соблазните се реален дел од животот на оние кои му припаѓаат на Христос, а примерот со апостолот Петар не учи дека дури и тогаш кога ќе минеме низ соблазни, Бог е подготвен да ни прости ако се покаеме. Исус рече: ќе ви исклучуваат од синагогите, па уште и ќе настапи време кога секој што ќе ве убие, ќе мисли дека на Бога му принесува служба. Некои од верниците не биле убивани, но биле екскомуницирани од јавниот религиозен живот во синагогите. А тоа било голем срам. Тоа е една од главните причини зошто некои луѓе не се осмелиле да го следат Исус. За жал, и денес има луѓе кои поради срам не сакаат да застанат на негова страна. Има такви кои се нарекуваат верници, но не сакаат да ја напуштат црквата во која одат, иако знаат дека таа заедница не се води согласно Библијата. Други знаат дека нешто не е во ред во црквата, но не сакаат да го кажат тоа бидејќи се плашат што ќе се случи со нив. Сакам да знаете дека застанувањето на Божјата страна секогаш ќе ве чини нешто во животот. Знам дека тоа можеби не ви се допаѓа, но реалноста е таква. Да се следи Христос значи да се плати одредена цена. Ако не сакате да застанете на негова страна, тоа значи дека не сте спремни да ја платите цената. Една од опасностите за учениците беше дека ќе бидат екскомуницирани. Исус вели: тоа ќе го прават зашто не го познаа Отецот, ниту мене. Причината зошто некои луѓе им се противат на христијаните е бидејќи не го познаваат Отецот и не го познаваат Господ Исус Христос. Во овој дел од стихот, Исус укажува на коренот на проблемот. Зошто светот го мрази Божиот збор?
Зошто светот ги мрази искрените верници? Поради фактот што не го познаваат Отецот и не го познаваат Господ Исус Христос. Слушнете што пишува во стих 4. Но ви го кажав тоа, та кога ќе дојде времето, да се сетите дека јас сум ви рекол, а од почетокот не ви го зборував ова, зашто бев со вас. Исус им кажа на учениците што ќе се случи и ги подготви за тие настани. Господ секогаш не подготвува за нештата со кои треба да се соочиме во животот. На чудесен начин, тој ни кажува како треба да постапиме во одредени ситуации и ни ја дава силата и мудроста да го направиме тоа. Забележете што вели Исус во следниот стих. А сега одам кај оној кој ме испрати и никој од вас не ме праша, каде одиш? Зарем Симон Петар не го праша Исус каде ќе оди? Сетете се дека во една од претходните епизоди размислувавме за тоа како Петар му рече, каде ќе одиш? Но тоа прашање беше поставено на незрел начин и од погрешни мотиви. Тоа што Исус сака да им го каже на учениците е дека никој од нив не го интересира што ќе се случи во следниот период. Потоа рече, но затоа што ви го кажав ова, срцата ваши се исполнија со тага. Срцата ваши се исполнија со тага. Зошто се исполнија со тага нивните срца? Бидејќи од се што каже Исус, тие најмногу размислуваа за тоа дека ќе ги напушти. Ако бидеме селективни во нашето слушање на Божиот глас, големи се шансите дека нашите срца ќе се исполнат со тага. Денес има многу христијани кои дозволуваат да станат огорчени или да се разочараат поради нешто лошо што им се случило во животот. Има и луѓе кои му вртат грб на Бог само зашто имале некое лошо искуство во црква. Имам пријател кој не сака да се приближи до црквен објект, бидејќи има травматично искуство поврзано со црквата. Еден друг пријател не сака да има ништо со црквата, бидејќи пред неколку години загуби сакана личност. Бог вели, немојте да ја дозволите на тагата да ве обземе. Бог не сака нашите срца да бидат исполнети со тага, огорченост или разочарување. Слушнете што пишува во стих 7. Но јас вистината ви ја кажувам. Подобро е за вас јас да си отидам, зашто, ако не си отидам, утешителот нема да дојде кај вас. Ако пак заминам, ќе ви го пратам. Господ Исус рече, подобро е за вас јас да си отидам. Ако не си отидам, утешителот нема да дојде кај вас. Зошто беше подобро Господ Исус да си отиде? Мислам дека има неколку причини кои сакам накратко да ги спомнам. Главната причина е, бидејќи целта на неговото доаѓање беше да умре за нашите гревови. Синот човечки не дојде да му служат, туку да служи. Кога умре на крстот и по 3 дена воскресна, тој се врати кај Отецот, бидејќи неговата мисија беше завршена. Тоа е главната причина зошто беше подобро да си оди. Има и уште една причина. Кога беше на оваа земја, Исус беше присутен во човечко тело. Една од Божите особини е сеприсутноста, но кога тој се отелотвори и дојде на овој свет, на некој начин се ограничи во тој аспект. Кога беше во Галилеја, Исус не можеше истовремено да биде и во Витанија. Ке се сетите на разговорот помеѓу него и Марта и Марија, кои му рекоа, да беше тука, нашиот брат немаше да умре. Со други зборови, ако Исус останеше на овој свет, тој немаше истовремено да биде тука, каде што сум јас, и таму, каде што сте вие. Затоа вети дека ќе го прати Светиот Дух, кој може да биде насекаде истовремено. Светиот Дух е во мене и е во сите оние кои го следат Исус Христос. Затоа беше подобро Исус да се врати кај Отецот. Може би има и други причини, но немам време за подетално да навлегуваме во таа тема. Исус вети, ќе ви го пратам утешителот, кој ќе дојде кај вас, а кога ќе дојде, тој ќе направи неколку нешта. Не само тоа, туку Исус кажа која ќе биде главната служба на Светиот Дух. Слушнете што пишува во стих 8. Ова е главниот начин на кој Светиот Дух ќе му служи на светот преку црквата. А тој, кога ќе дојде, ќе го изобличи светот за грев, и за правда, и за суд. Светиот Дух ќе го изобличи светот. Што значи тоа? Мислам дека станува збор за тоа дека Духот ќе го пресведочи светот за гревот. Грчкиот збор, преведен како изобличи,
е елегхо. Во пишаните записи од судењето на Сократ, овој збор се спомнува повеќе од 20 пати. Станува збор за правен термин. Кога Светиот Дух слезе врз апостолите, тој го почна процесот на изобличување, односно пресведочување на светот. Кои се нештата кои Светиот Дух му ги укажува на светот? За тоа ќе размислуваме следниот пат. Дотогаш, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Ни Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Nis Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.